Во првите 2 недели од новата година на нервното одделение во клиничка болница Штип биле хоспитализирани над 50 пациенти со мозочен удар. Запушувањето на крвните садови кај 40 од нив биле причина за мозочен удар, додека кај 10 причината е пукање на крвен сад. Ризик факторите за мозочните удари се бројни, а во последно време тука се впишуваат и температурните разлики. Она што исто така загрижува во последните неколку години е намалување на старосната граница и нивната позачестеност. Станувањето на мозочниот удар е обично кај пациенти кои што претходно имаат други хронични заболувања. Тоа се пред се болни кои што имаат интернистички болести, ако не го регулираат шеќерот во крвта, ако не го регулираат високиот крвен притисок, ако не ги регулираат мастите во крвта, ако имаат проблеми со срцевиот ритм и истиот не го регулираат, во тој случај тие стануваат болни кои што имаат ризики за добивање на мозочна болест. Поголем дел од пациентите имаат повеќе од еден ризик фактор и секако колку повеќе ризик фактори, толку поголема можност за добивање на мозочен удар. Освен редовното земање на соодветна терапија, пациентите кои имаат барем еден ризик фактор и оние кои имаат преживеано мозочен удар треба да внимаваат и на начинот на исхрана. Лекарите препорачуваат за овој тип на болни медитерански режим на исхрана. Земање значи на месо од типот на риба, пилешко месо да се избегнуваат, свинско месо и другите меса кои што се помасни и исто така редукција на солта во исхраната, редукција на поголема количина на вештачки шеќери во исхраната, зголемена физичка активност. Минатата година во месец мај на нервното одделение во клиничка болница Штип за прв пат по подолго време е зголемен бројот на пациенти со крваречки мозочни удари. Статистичките податоци на клиничка болница Штип покажуваат дека за една година хоспитализирани се над 1100 пациенти со мозочни удари, а извршени се над 11.000 амбулантски прегледи на пациенти од целиот источен регион. Од нив минатата година починале 128 пациенти.